Тие луѓе кои гледаат подалеку и кои што би требало да бидат критичка маса, значи тие луѓе гледаат и поискрено и на кои им смета удобноста, тие мора да бидат, како што рековме, моторот на општеството или според Вилфредо Парето, принципот 80-20, кој вика дека 80% од популацијата на една држава треба да биде моторот, критичката маса која ќе ги забележува аномалиите на власта и сето ова ќе го кажува јавно. Значи, интелектуалците, критичката маса, секогаш треба да биде против власта, а не да бидат лојални со неа и да ги премолчуваат нејзините очигледни грешки. Затоа што секоја е преќутување и одобрување на грешката на власта, а и пас, власта да прави што сака. Така се одржува тоталитарното општество, така што Хана Аренд вели и во навидном демократско општество под површината може да функционира тоталитарна држава, како што е случајот со Северна Македонија. Показател на сето ова е новинарството, кое веќе подолго време во Македонија се наоѓа, Северна Македонија било како. Значи, подолго време се наоѓа во клиничка смрт. Во Северна Македонија имате новинари кои се уште се заколчени во некакви тесногради, квази комунистички стереотипи и кои коментираат или ежедневна политика, тоест политиканство, или се представуваат како критичари, но критикуваат без да ја поминат црвената линија. Ако ја поминат црвената линија, може би ќе завршат како Никола Младенов, чиј случај се уште не е расветлен. И случај кој може би и требаше да представува опомена кон другите новинари. Затоа денес имаме салонски новинари, кои се многу, навистина, досадни за читање и кои го окупираат медиумскиот простор, при тоа ништо не кажуваат. Еден писател ќе речам, јас пишувам да го кажам оно што другите не го кажуваат. Па ако не кажувајте, ако не сакате да кажете ништо, тогаш не пишувајте. Не го окупирајте медиумскиот простор. И мислам, не пишувајте дали е печатен, дали е печатен електронски медиум, дали е ТВ медиум. Не го окупирајте медиумскиот простор. Апропо новинарството, веќе подолго време се наметнува и прашањето во Северна Македонија зошто умира книгата. Каде одим? Во Битола имаше две книжарници, од кои што едната беше одлично снабдена, а едната помалку снабдена, па и двете се затворени, претворени во дуќани каде се продаваат кебапи и плескавици. Денес. Градската пак библиотека во Битола располага со добра граѓа, но од 70-тите години на минатиот век и веќе подолго време се порачуваат книги кои што се, јас ги викам, треш литература, лесно читливи, ги земат некои бавички, кога да им помине време, чиста комерција, затоа што тие кои што директоруваат и тие кои што директорувале не знаат да препознаат добра литература. Така што ние сме изолирано општество во секоја смисла, кое што ни забранува да знаеме каде оди светската мисла. Или ако во Софија, например, се одржува еден од најголемите саами на Балканот, може би и најголем, и таму се преведуваат најдобрите дела од современата книжевност, кај нас и тие дела кои се преведени не се преведени како што треба. Системот кој што го наследивме, зарем не промовираше образование, зарем не промовираше права на жената. Резултатот од тие празни пароли го гледаме и денес. Оно што го живееме денес во Северна Македонија е директна последица од тоа време. И сметам дека сите овие теми кои што ги начнавме, начнав тема и за новинарството, начнав тема и за книгата, за женските права, за тоталитарно општество кое што Македонија ги има сите признаци на тоталитарно општество. Се прашувам како премиерот Мицковски неодамна му предлагаше на Европа првиот кластер, значи замислете првиот кластер, кој што ги опфаќа сферите на човековите права во поширок контекст, и затоа не е џабе ставен прв кластер, да биде ставен последен кластер, замислете.
Бинго. Значи не се само правата на бугарите тука, правата на жената, општо правата, човекови права се тука. Сметам дека се тоа покажува дека македонското општество е тоталитарно и не го разбира доменот на за човекови права, кој е доста комплексен, што секако е навистина представува еден голем срам за политичкиот врв кој не представува надвор во Европа, но и поширок.